Епа, драги пријатели, тргнуваме. Значи, моментално ова се првите чекори од ботаничката градина, би рекол еден од најпрепознатливите символи на Маракеш, Мароко, а би рекол и пошироки во европски рамки. Тоа ви е популарно начинет музеј на Ив Сен Лоран, човекот кој што го задолжи светот во модната смисла на зборот и човекот пред кој што се поклони целокупниот моден свет. Значи, едно прекрасно здание, кој што ви го убива и оној најрамнодушен дел од вашето тело и би рекол ви сврла од вообичајната рамнотежа на кој што не осудува секојдневието, на кој што сме осудени од местото од каде што доаѓаме. Македонија е нашата судбина и заради тоа малку да промениме текот на животната судбина, дојдовме тука, Маракеш, ден втори, слободен ден, ден за слободни активности. Ова е едно од 5 места кои што задолжително треба да се посетат во Маракеш. Тргнуваме десно. Значи, како што гледате, полно е со туристи. Ги правиме првите чекори кон ботаничката градина, заради тоа што јас пред да го снимам клипов, внимателно го разгледав целиот музеј, за да можам да абсорбирам сето ова убавина која што постои, за да можем што по-лаконски и што по-конкретно да ви упатам во она што успеав да го запомнам. Верувам дека типовите на кактуси и видовите нема многу да ви интересира, читајќи ви нивните латински имиња, но затоа ќе ви интересира начинот на поставеност на нештата во овој несекојдневен музеј, кој што пружи несекојдневна гледка. Влегуваме во првиот пасаж, во првиот премин. Ево чисто како изгледа овој дел од пасажот. Значи, огромен број на туристи, цената е за влез 100 дирхами, или тоа некаде вие од прилика околу 10 евра. Животното искуство учи дека во животот немојте да штедите пари за да посетите карактеристични локалитети, било да сте од музејски, културолошки или од ваков тип, како што е овој, заради тоа што е единствено нешто кој што ќе ви остане во сивата маса, се сеќавањата. А сеќавањата ги помниме со експресиите, без оглед дали се дневни, неделни, месечни, годишни или животни. Една од таквите експресии ја доживуваме токму во овој момент. Значи, како што гледате, фантастично уредено и Сен Лоран не штедел пари од многото што ги заработил. Веројатно човекот имал вишок на пари, па го направил ова прекрасно здание во кој што ние сега моментално уживаме. Ние одлучивме ваму да потрошиме подолго време од вообичаеното, за да го почувствуваме моментумот. Заради тоа што ако не седнеш на клупата, многу брзо ќе помине транзитирањето низ овој музеј ботанички, низ оваа градина, во кој што се наоѓа музеј куќе на Ив Сен Лоран, куќе на љубовта на Ив Сен Лоран, кај што се изложени неговите се што од неговиот пакет на производи кој што ги произведел во неговиот релативно долг животен век од над 70 години. Потоа имаме музеј куќе на берберите, тој популарен автохтон староседелски народ, покој што е препознатлив Мароко. Сега ќе видите, ќе го видите тој дел од сегментот. Значи, еве стигнуваме до буквално преполно е со кактуси. Значи, овде имате ботаничка градина, еве конкретно од Калифорнија, Мексико, Аргентина, Северна Аргентина, Централно Мексико. Така кажува на информативната табла. Морам јас брзо да поминувам, заради тоа што има луѓе кои што се сликаат, а многумина и не сакаат
да им се врчам пред очи. Како и да е туристичкиот производ, тука е комплетиран со кафич, мажорел, таков и насловот на марокански. Еве, како што гледате, тука луѓето се одмараат. Сега одиме кон мемориалниот музеј, во кој што се наоѓа бутик на Ив Сен Лоран, во кој се наоѓа книжарница со неговите легендарни дела. Ете, гледате какви цветни аранжмани не дочекуваат. Некој вид на, сега да не зборам глупости, ама мене ми излечат на орхидеи, иако они кои што се разбират од цвеќе, веројатно сега слабко ќе ми се изнесеме за глупости што сум ја. Интересно, еве го. Значи бутикот на Ив Сен Лоран, само еден блиц кадар одната ќе влеземе, чисто да видите што се нуди. Еве ги аксесуарите. Ова е посебно елемент за женскиот дел од нашата група, еколошка групација Green Power. Еве. Африканска музика. Модни детали. Еве дел од неговите креации. Малку да избистриме кадар, окей. Подеме на втората половина, инаку нормално, еве една цена од прилика на оваа чанта изнесува 2800, односно 900 дирхами, или тоа некаде почитувани вие околу 1400 евра. Токму таа тачна имаш 1400 евра, заради тоа и ваму не се задрживме многу, заради тоа што нема многу пари. И тие што се немаат пари како нас, само кратко транзитираат, сликаат, прават краток кадар и се заминуваат како што направивме ние. Тоа е тоа, веројатно да имавме пари, половина од парите ќе ги строшавме тука. Овака убаво е кога нема пари, арнума имаш видеоклип, излегуваме брзо, се упатуваме сега library или bookshop, како што можете да видите. Гужва е, заради тоа што гужвата овде ја создаваат луѓето кои што претходно влегле во музеот на берберите, во кој што ние сега нема да влеземе, заради тоа што влеговме пред 15 минути. Ако одлучиме сега да влеземе, ќе мораме повторно да платиме. Ева галеријата на љубовта, Ив Сен Лоран. Значи, секоја година, по негов дел 71, еве 75-та, 1991 година, еве сум јас. Во форма на љубов 1974 година. Како и да е, има буквално за секоја година по некој орнамент. 1982, еве ги 85-та. Верувам дека ќе се препознаете 2001, 2005, 1995. И 1980, 2001, и толку. Се задржавме малку повеќе во галеријата љубовта, но не е оправдано во името на љубовта, жртвуваме малку повеќе време од вообичаеното, а јас гледам да не бидам досаден премногу со клипот. Сега тргнуваме кон црвената патека. Самата задача ви кажувам на каде додите. Еве само еден блиц поглед. Ова плавото пред нас е дел од музеот на берберите. Ово е едно така базенче со карактеристичните риби, чинам дека се вика кои, ќе ги видиме на крајот на поминувањето низ овој дел. Значи, еве како изгледа берберската, музеот на берберите од предната страна.
Еве. Сега имаме мемориалот на Ив Сен Лорен. Сега сигурно очекувате вау, нешто драматично да се случи, заради точно многу моќно изгледа знакот и звучи надписот. Арно, ама, кога ќе дојдеме, ќе видиме, ќе сработи за еден обичен споменик. Еве еден интересен детал. Ќе ви го доловам од овој агол. Цветната градина со, ако не се лажам, со лотосови цветови, ene ги гледате и рипчињата долу десно во кадар, црвенко, портокалово или малку еве ги. Во поголем број, прекрасен дел, да не им се мешам во луѓето кои што моментално доживуваат зен фотографирање. Ево уште еден добар кадар, чисто да ви го доловам моментумот на спокој мир. Добре во однос на моето претходно минување, барем сега помалку луѓе гледам во овој дел од пасажот, заради тоа што главната гужва е на продавницата за бербери. Мислам дека друг македонски збор не слушнав освен самиот себе си, слушнав балкански говорно подрачје, српски, хрватски, останатото се италијанци, германци, јапонци, кинези, луѓе од сите 4 континенти. Македонија е представена скромно, но значено во светската модна индустрија. Сега сме ние присутни 14 луѓе, му даваме почит и признание за ликот и делото на Ив Сен Лоран. Тргаме 12-та минута. Јас се надевам дека колку толку успев да ви доловам, иако моментот на непосредно присуство и визуализација на теренот не може да го замени ниту најдобриот клип со најдобра HDR резолуција. Тоа е тоа, можеби во некои други времиња, кога технолошки ќе бидеме поразвиени, можеби ќе можам да се телепортирам од точката А тука, некаде до вас и да ви го доловам сиот овој моментум, но овој пат технологијата овозможува ова. Ете, слушнавте изворно зборување, чинам дека на италијански јазик. И на непознат јазик за мене. Помина неколкумина. Мар дефинитивно африканскиот јазик е лесен за разпознавање. Од прилика така звучи. И еве дојдовме конечно до мемориалот на Ив Сен Лорен. Значи се работи за обичен споменик. Нашите многу подобри и покреативни се правени во споменици, а овој споменик кога е правен, нашите не постоеле за да трансферираат знаење во делот на креативен израз уметнички на подготовка на еден споменик. Значи ништо на споменикот пише година на раѓање на Ив Сен Лорен. Ете како што можете да видите. Пер Берг. И тој е некој тип, најверојатно, кој што се занимавал со мода. И сега ние се вртиме, доаѓаме полека до крајот. Еве сега бамбус како ви изгледа, чисто како не знаете, еве го бамбусот. И тоа го има у склоп на ботаничката градина. И доаѓаме еден убав дел каде што дефинитивно вреди човек да се слика. Еве гледате, тешко можете да чекате слободен пасаж или слободен премин од точката А кон точката Б. Значи денеска имаме слободни активности, после завршетокот на снимањето, слободно сме препуштени на слободен избор, што ќе правиме, значи до крајот на денешниот ден нема што многу да правите. Медина е секојаш доволно инспиративна. Ќе имаме некој архаичен ресторан, вчера бевме во ресторантот Тупкал. Ако не знаете каде додите, консултирате се со локалното население или во конкретен случај нашата консултација беше со собственикот на хотелот Сесил во кој што сме сместени. Му рековме другарче, нас ни треба ефтино и квалитетно јадење, ориентално мароканско, он вика ефтино и квалитетно мароканско јадење во ресторант Тупкал.
Отидовме во ресторан Тупкал и навистина за 35 дирхани, односно за 200-250 динари добиете традиционално мароканско јадење тажин со пиле, тажин со говецко, тажин вегетаријански по пожелание. А ова се кои фиш или риби наречени кои, ги гледате ама зем боја, атрактивни, убави. Особено ја гледате ова белата со црвена точка на средина, тоа е тоа. Кај јас дојдам, веднаш народ се собира, што ноги и раке имав. Кога дојдов прв пат по Стелија, сега, кога заминувам музеов, не можам да го препознам, препон со луѓе. Блазесим на тие стопанственици, собственици на ресторанти и музеи, каде што јас стапнувам, заради тоа што нив рапидно им се зголемува профитот со секој мој чекор направен. Тоа е тоа, барем да беше со мене така, каде што јас да стапнам, да си го зголемам квалитетот на животот, арнoma може би ќе ми се смени кармата и тој дел ќе ми се случи и мене и таа реалност. Како и да е, полека завршуваме овде во музеот. Ме чекаат тројката без кормилар. Тоа сум јас, мојата маленко Сигур Смилев, Дејан Ристовски, неговата сакана сопруга Цветанка Ристовска Калаузарова и еве ги гледам на клупава. Тројката која што ме чека, Рино, Миленка, Рокси, Ромџа Прилеп и еве двојката која што пред малку ја најавив, со што официјално завршувам со клипот Деко и Цецка. Тоа е тоа, ако беше од мене доволно беше 17 минути, значи претерав, навистина претерав и се само исклучувам. Толку од мене, поздрав до сите, на еколошка групација Green Power, се гледаме на следниот клип број 4, не знам кај ќе биде.